Источниот дел од државата е богат со археолошки локалитети, кои задолжително треба да се најдат на туристичките мапи. Се претпоставува дека од Штип до Делчево има над 2000 наоѓалишта. На Светскиот ден на археологијата, археолозите алармираат дека во државните институции недостигаат стручни лица, посебно во конзерваторската област. Полесно е да се ископа еден локалитет, многу потешко да се заштити, а уште потешко да се ревитализира. Затоа на Светскиот ден на археологијата сепак можеме да кажеме дека во Македонија, особено во источниот дел, покрај тоа што имаме голем број на локалитети, сепак тие се истражуваат, се работи на нив, меѓутоа сепак треба да се обрни повеќе внимание на заштитата. Откако ќе се заштитат истите, треба да се понудат на туристите. Нашата држава представува богата ризница на археолошки наоѓалишта, но потребно е да се изготви стратегија со која ќе се обезбеди полесен пристап до нив. Имаме проект со заштитни истражувања на патот Штип-Кочани, каде што на локалитетот Манастирчека и селото Чердаклија ќе се извршуваат исто така заштитни истражувања. Тоа е исто така еден многу значаен локалитет од средниот век, има изворена црква и некропола околу неа, така да и тоа е еден, бидејќи е покрај самиот автопат, мислам дека ќе добие исто така на значење тој локалитет, бидејќи се надеваме дека и ќе го конзервираме, бидејќи така ни е планот таа црква, така да ќе влезе во таа мапа на тие археолошки локалитети. Тој автопат поминува и покрај Кочани, каде што ги имаме неколку цркви значајни, тука блиску не има Родвис. Деновиве штипските археолози интензивно работат на археолошкиот локалитет Врчва, Боров дол, каде што се наоѓа и најстарата рударска населба во Источна Македонија. Досега се откриени предмети од пајонско-македонската бронза, како и 15 монети од римскиот период.